200 години од печатењето на делото Огледало од Кирил Пејчиновиќ. По тој повод во Лешок се одржа промоција на книга посветена на неговото дело, чиј автор е Борис Момировски Лешанин. Промотори пак на книгата се архиепископот Охридско-македонски, господин Стефан и професор доктор Марко Китески. Ова книга, зборник по својот формат, е составена од два дела. Првиот дел го сочинуваат молитви и верскообредни текстови на црковнословенски јазик со македонски народни црти, преземени од православниот требник, а вториот го сочинуваат беседи, напишани на тетовски говор, со елементи на скопскиот и други македонски говори. Првиот дел подразбира конкретно прирачник за свештениците, а вториот дел е наменет и за свештениците како книга пример за темите на кои треба да се посвети особено внимание во проповедта на тогашните пастири, но овој дел е несомнено наменет и за верниот народ, зашто има за цел да проповеда, поучи, да упати и критикува. Денеска се подсетуваме дека пред 2 века во 1816 година во Будим Кирил Тетојевич Пејчиновиќ ја објави книгата Огледало, а денес по 2 века професорот Борис Момировски заедно со издавачот Силсонс објавија книга со наслов Огледало за огледало. Оваа книга содржи фототипно издание на книгата на Пејчиновиќ, објавена пред 2 века и уште содржи расчитување на книгата, адаптирање или приближување на архаичниот македонски јазик на Пејчиновиќ на современ македонски литературен јазик. Борис Момировски долги години наназад го истражувал животот и творештвото на Кирил Пејчиновиќ. Пејчиновиќ има огромна заслуга што во Лешок ги донел сите книги што во Скопје и други делови на Македонија, каде што ќе видиме во спомен собата каде се патувал Пејчиновиќ, низ делови на Македонија, собирајќи книги и ракописи по прашливите, разрушените објекти манастири и цркви и ги носел во Света Димитрија, во Скопје, а потоа ги донел во Лешок, каде што продолжил во Полог да ја работи истата работа и така направил една ризница од книги во која што се многу книги од старо време, да го речам условно, бидејќи имаме дури и пергаментни листови, имаме зборници, имаме црковни книги, а и имаме и книги кои што и ден денес се тука. Денешниот настан, кој започна со парастос на гробот на Кирил Пејчиновиќ, е во организација на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, манастирот Свети Атанаси Велики Лешок и Матица Македонска.